Некои од диетите кои ќе ги најдете на интернет може да бидат штетни доколку немаат доволен внес на нутриенти, а најверојатно би имали и јојо ефект. Односно, по завршувањето на диетата би ги вратиле килограмите, затоа што овој тип на диета не ве научил ништо за здравиот начин на исхрана, а можеби ви го намалил имунитетот. Овие диети не се персонализирани, туку општи, па може да се присилувате да јадете храна што не ви е баш омилена и едва чекате да заврши диетата за да го јадете она што го сакате, а најверојатно било главен виновник за започнување на целиот процес на слабење. Некои од најлошите совети за слабење кои што до сега ги имам слушнато се дека не треба да се јадат јаглехидрати, овошето имало премногу шеќер и требало да се избегнува, да се замени оброк со кафе, да се џвака мастика ако си гладен или да не се вечера. Најефективен начин да намалите килограми долгорочно е да ги лимитирате, но да не ги забраните целосно оние типови на храна кои не се препорачуваат. Крајната цел на здравата исхрана е да изградите здрава врска со храната, на храната да гледате како гориво за вашето тело и го цените начинот на кој што прави да се чувствувате. Понекогаш, колку и да внимавате на храната и да вежбате, оние екстра 2-3 килограми не сакаат да се симнат. Оставете ги, заборавете ги, нека не ви прават грижа на совест. Се додека се неколку, најважно е да бидете здрави и среќни.